Програми што може да ја вознемират малолетната публика. Се препорачува надзор од родител-старател. Почитувани гледачи, добро вечер, добро дојдовте. Јади Бурек, уште едно издание. Вечерва гостин во Скопје Дзов, мојот драг пријател Зоран Спасов Дзов и неговата нова книга Џабе живиш у Скопје. Дзов, добро вечер, добро дојде, честито. Фала, Јанко, фала да ти кажам. Најубаво се очијам овдека во ова студија и ти кажам зашто. Зашто ти си овдека обкружен со овие сите реликвии, да кажам, нели, прашино збирачи. Ја дома ги кријам. Ти јавно си ги покажуваш, а тоа само кажува колку сме слични и колку децата у нас не се отидени. Не знам што бараш. Тие еврата кај ги остај? Ова беше јако, да. А не, озбилно. Слушај, вака, сакав да дам едно мое видување на целава работа. Се уште имам рефлексија од твојата претходна книга. Вечерва сакам да се осетиш малце лагзам, бидејќи оваа книга сама по себе влече многу други работи. Ја барем така ги доживувам, како и она твоја на Торонто Експрес, што сите се смее, ја реков таа е книга за плачење, па сега кој како ја свати. Нели, после им текна што сум зборел и на други. Така и оваа книга има една друга длабока приказна која се избегнува за Скопје и би сакал исто да се дебатира. Така што имам, значи, за Тито, за Торонто Експрес, имам и секако највише ќе дадеме Џабе живиш у Скопје. Кажи ми, беше за мене ова пријатно изненадување, Џабе живиш у Скопје, што ти беше концептот за книга? Ова е чудно да го наречеме книга. Ова е хибрид некој. Добро. Чуден. Објасни го малце. Ја еден од последните мохиканци сум, ќе се обидам сега колку толку на литература македонски, ама тешко ми иде. Што се трудим некако да зачуваме тој не е сленг. Значи ја секогаш викам дека нашиот скопски е јазик, а не е сленг и не е дијалект. Затоа што не знам, веројатно памтиш, ти постар си 45-та година. Нова Македонија искочи на скопски јазик. Тамо пишуеше, поштуе, така, забележуе и така натаму. Качуе, симнуе, ноги, руки. Но тој е маđarmalски бе, Зов. Не, тоа беше официјален јазик овдека, со векови. И сега пази, ако некој 1000 години зборел на тој јазик, така, и доаѓаат сега 45-та, 50-та, нели овие нашиве, после војнава и викаат не важи више. И сега пази, скопскиот јазик е анатемисан комплетно од институции, од све што постои, МАНУ, НУП, институти, све, а сите други се негујат. У смисла, сите дијалекти се почитуваат. Велешки, струмечки, охридски, кои се прекрасни. Сите се прекрасни. Да не се разбере. Ма не може Кумановски, гледаш, она нема љутиш, така, секој ден ме малтретираат оние двајца на. Така, а зашо на скопски не може да се збори? Не, мислам дека нема забрана, ама да, има некако... Има. Знам луѓето. Ја, искрено да ти кажам, мене ми е блиско ова што го истражуваше, затоа што сум дете маđarmalsko
И Таму е коренот на скопскиот јазик. токму тоа ти зборам. Качуе, симнуе, руката, ногата, Чарапа. чарапа, такви. И преполно е со србизми. Било под страшно влијание, ама ние сме преполни и со турцизми. Па турцизмот е дозволен, Така е. а србизмот е забранен. Сега, малце ме збуни, дали имаш некое пошироко објаснување околу ова, како се гледа на скопскиот јазик и многу штуро ми го објасни ова со дијалективе забрана и ова, каде го детектираш, кој го прави, зошто се прави. Ма и така. институционално е тоа. Мислам, тоа е веќе 70 години уназад тоа се дешава. И реално дешава, да. И знаеш како, кога правевме Торонто Експрес и представата, или добивме изим да може да користиме скопски јазик. А, например, Тито која пишев, па што тоа е од Министерство за култура, МНТ и сега, знаеш, малце сензитивна е темата. Не разбирам. Па Ајде наврати на слушај да скопски, објасни. таму збори, например, Микиш збори на скопски, не збори Добро. на македонски. Што тоа значи? Дека текстот некој ви го Па, рецензирал? Да. Па гледај се, па е друга една која пише Тито, нели? И сега со уредничкава од литература и со лекторкава, значи едва најдовме консензус. Значи ја мислам Србија и Косово полесно ќе најдат консензус, кај што еден лик од моите ликови што се у романот може да збори хардкор скопски, и еден лик да збори лајт скопски. Сите други требаше литературно да зборат. Ме зезаш. Не, ова е вистина. Така да ти... Чекај, а тоа е затоа што овие куќи генерално конкурираат за средства од власта, а власта... Не, конкретно за Тито немаше тука конкуренција. Добро. Нема никаде да објавиме. Па зашто тогаш? Што е? Па така се држат до... Сите се борат за македонскиот јазик и за сите дијалекти, освен скопскиот. Ете, така мислам да го дефинирам ова. Вака, окей, чекај малце да земам здив, да земам голтка. Вака ќе го продолжиме разговорот. Зов, дали ти си скопско дете? Дали ти е овој твој природен, малски, младалачки Ма јазик? тоа е мојата РНК и ДНК. Окей. Така зборели баба ми, дедо ми, моите сите. И Јавно пред камери, значи пред јавност и во стрим. Може ли да зборуеме скопски јас и ти вечерва? Ептен. Ај, молим те тогаш да не ми глумиш професорот Ману. Добра, готово. Се извинувам вака што ти се обраќам. Дил. Како ќе ти дојде по скопски да зборуеме руките, ногите и така натаму и така натаму. Сега ми текнуе и ми враќаш фидбек во право си. Затоа што не само што ја, кој можеби најлиберо сум у медиуми, се сеќам на почеток на кариера, дури и жена ми, немој руките, немој ногите, не личи. Знаеш што ме боли? Што урбаниот сленг кој произлегува, кој е долготраен и кој се развива сосема природно, многу ни е колку ќе чуеме Кокни Лондон. Да. Кокни Лондон е нелитературниот англиски јазик што постои. Тоа е вулгарност од јазик. Да. И се согласувам. Не е ни, да речеме, дијалект, ништо, туку е урбан, локален некој и на крај мора да го прифатат. И си влезе во Оксфорд. Кокни то. Па кај нас искочи, глаголот не може да влезе у уречник, у толковен правопис. Така, а 90% популација го користи тој збор. Сукња, искочи, Сукња, да. качуjem се. Кркми, знаеш што се кркми? Не, што е кркми? Шишки. Шишки. И сега види, знаеш кога ренесансата, уствари прв пат јас осетив онака гордо Скопјанче, кога нели устречена нова. Тоа беше уствари револуција. Една реченица направи револуција. Кој кажа овој узми цевку и работи. Видиш, и од тогаш пак имаше затишје. И ја реално со Тибам Штркот пак малце ја вратив топкава у игра, али од тогаш решив дека моите дела ќе бидат така еден скромен допринос, не придонес, нели, пошто скопски збориме, за таа кауза. Океј, кога ги правеше концептите за книгите, ја имаш идејата
па после формата ја правиш и како За ти било иде која тоа? книга? За било која. Да, да, да. Идеја, ја имам и 2-3 книги унапред више. Добро. Како да ти кажам, имам скелети за тие книги и концепти и све и полека тоа се раѓа, 9 месеца се носи. Од прилика, ама А колку се буквално. пишува? Види, оваа книга, например, Тито ми требаше 3 години и нешто истражување. Значи, Ама имаше реално истражување за него. реално, таму има, тоа е историска фикција. Значи, тоа е стварно Ќе се навратиме се на навратиме. тоа. А за ова, например, конкретно смешно во книжуле, или два момента се битни. Ова е негде околу 2 години, сега не е интензивно, ама 2 години мозгање, собирање, ова е цепенковистичка активност реално. Слушање, запишување, негде и подкраднување може ситно, меѓутоа ова е огромен дел од ова ја го користам и у вокабулари и секојдневно. Овие изрази, афоризми, нели синоними, топоними, секакви ними. И знаеш, ова уопште не е лесно запишување. Ја максимум што имам рекорд оборено, у еден ден имам напишано една страна. Тоа ми беше рекорд. Зашто на една страна има отприлика 7, 8, 9 збора. Мислам, било кој човек Добро, нека методолошки како приде да ги собира зборовите? проба. Ме интересира. Која ти беше методологијата? На кој начин? Па види, Пошто е азбука овдека, Да, по азбуката е АБВГ да ја за Да, види, тргнав од објаснување. Да. Да покажам дека ја знам ќути, молете, ќе ни изедат. Значи тргна од нели да ги објаснам на некој смешен шеговит начин, да кажеме турцизмите, така тргна. Од турцизмите се пребацив на идиомите, што ги користиме ние секојдневно и после тоа дојдоа реално изразите што ги користиме, а никој нема поема што значат, као нели Свети Петар Кајгана, значи никој не знае што значи. И сега од тука тргна и јас стигнав некои 40-50 страни можда и тогаш го најдов уствари стилот на пишување, кај што е нели специфичен е стилот, мислам ќе оценат и гледачи и читателиве, кај што у последните 2 збора треба се поентира, а не на почетокот на текстот. Така и после се пронајдов себе си и реално пишуј. Види, ја можев ова уште го пишам, уште година дена па да биде дупло подебела. Не само тоа, можеше вистинска скопска енциклопедија да испадне. Гледам си го ставил на пример Благоја Железничарот. Да. Тоа е вујко на мајка ми. Па не сум знал. Ја го знаев човекот. Ја имам документарец за него. Тоа е оне како ти кажам, оне полачасовна приказна животот. Сега Вика, чекай. човек со надприродна способност да средуе зглобои и исчешувања. И веќе стана синоним. Има ли некој железничар или Благоја Железничарот ме боли грбот? Сега слушај, само морам да те прекинам за Благоја Железничарот. Значи ти знаеш дека сите приходи од книгиве мои идат у добротворници или у черити, нели? Помагаме деца со посебни потреби, без родители, СОС и така натаму. И сега за оваа книга правиме еден исклучок. Значи, она што ќе се заработи од оваа книга, идејата е, сега валјда ќе успееме да направиме булевар на славните Скопјани, значи на улица Маршал Тито или по нова улица Македонија, да извадиме дел од коцкиве и овие што се од Лос Анџелес, такви со петокрака убава све, да направиме булевар на славните Скопјани, кај што ќе бидат Гркот Зорба, мајка Тереза и меѓу другото Благоја Железничарот. Замисли. Тоа е уствари позадинска ова идеја на нова книжуле. И сега ми требаат ефекти на аплауси. Ке го монтираат после. Така да ова е уствари идејата, се надам дека ќе успееме. Тоа е тоа. Да биде и туристичка атракција и да се одолжиме некако, нели, на Скопје. Вау, чекај. Зачути малце. Нека им стигне малце низ лавиринтите на луѓе. Многу голема работа, јас сум изненаден и наместо да зборам, да зачутиме малце. Да им текне на луѓе што кажа. Тоа е. Браво. Фала. Дзов, браво.
ова е една од најоригиналните и најдобри идеи што сум ја слушнал. Еве, искрено се Фала. преслушувам у луп, да не треснам дали е, може би и така натаму, не. Мислам, не треба у бутел да ги бараме славните личности. Не. Ние стварно, види колку убаво би било улица Македонија, идеш, Благоја Железничар. Да. Не замисли. Идеш, Данило Коцевски. Данило, па јесно. Па Данило Михајлович, Коцевски- градоначалникот. Не го знам. Најзаслужен. Па гледаш, тоа е финтата. Така. Најзаслужен градоначалник до сега у историјата. Што ги изградил сите Све. овие клучни Да, објекти све, пред све. Втората светска да, војна. да. Така. Тоа е таа една димензија убава позади книгава, нели? А да не биде само Ама само починати. Иначе овде ќе ми се качат овие живите легенди. може ја да закупам се шал. Да. Живи легенди, не. Па не е лошо тоа нешто како, да, може би ќе го обмислиш ти сигурно многу подобро, некој приватно државно, не знам, град Скопје или ова да има некоја комисија Да. за култура Обавезно. која Еден од да град речеме Скопје, на 10 години ќе го апдейтира со некоја личност Да. или ќе донесе Ама одлука. тоа е идејата, ете, баш. Битна личност која е за Скопје. Па Да. не мора и да е Скопјанец. Не мора, па Да. види тука на пример Горан Стефановски не е роден у Скопје, еден од најзаслужни скопјани. Така, Апсолутно се па слага. тоа е. Апсолутно се слага. Ау, каква добра идеја. Чекај сега, книгава ја забораевме. Да, Алија, ајде, идемо што дале. мислиш, колку ликови вака и би... Па не знам, Скопје ама било. ја мислам дека да стартуваме со 13-15, а после ќе се проширува, нели? И ќе таа биде комисија. вистинска туристичка атракција? Да. Аби, види, стварно убаво е, стварно убаво. Пошто ја може ќе дознам ликови на Скопјани што заслужиле бидат таму, а ете се забораени. Да не им текне сега жививе да прават, А, ама ја не, па не. да идат у цементот, како... Добро. Колку зборови овој зборник, ово сега зборник можам да го наречам. Како сакаш, Пошто книга не е, ама секој на некој начин е, да мора малку Лексикон може најболje, затоа што не се само зборови, него Добро. има и фрази, и идиоми, и афоризми, некој вид на лексикон. Еве, на пример, да разберете, почитувани гледачи, какво е ова, бидејќи ова не е роман со, не знам, една приказна, туку се зборови кои со една прича, нели? Ѓускање, со ѓ, ѓускање. Архаичен назив за танцување. Се состои главно од клатење со главата ко метроном и спорадично диско покрети што задни пут се забележени кај Фред Астер и Джинджер Роджерс. Ѓутуре, македонски израз за all in one. А, што се смееш? Смешно, Ја ама кој ги читам, вистина, пак еве ми е тоа е. смешно. Многу е смешно што стално е. Еве, или, например, ова. Тито да е жив, 3 точки. Тоа е доживотна носталгија за времето кога месечна рата на стамбен кредит кошташе ко дугачко еспресо у Мистер Джек. Ништо Добри нема ти се. мамено, не. Добри ти се. Сите се ова твои Па, дефиниции? некои 70% сигурно. Аха. Ама сега види, ако ја читаме книга, кажи. Не, да им направиме... да им доловиш, да им доловам на... еве го. Ко Свети Петар кај га. Може ли да го кажам, пошто ја не го знам. Добро. Го спомна на сам Да. почеток ко Свети Петар кај га. Да. Ај кажи го ти. Не, добро. Не, бе, не, ајде, нема. Да не го Живеј. кажеме, да не бе, знам. види, ајде нека читаат малце. Добро. Ама мораме малце за да им доловиме колку е... Еве, може да го прочитам. Ајде да те молам. Ко Свети Петар Кајгана, кога нема да приметиш дека девојката на која и се упуцаваш и си ја однал на вечера, скришум нарачала вино од Камник, што има освоено 2 светски награди. Горење. Да, тоа е Горење. готово. Отвори страна 47. 40. 47. Види вака. Да. Ајде. Естрадно уметнички. А дугачка. Ба баш за тоа. Естра да читам. Да, те молам.
естрадна уметничка или поново старлета е титула до која се доаѓа ако уште како малолетна почнеш да пееш српски турбофолк, на 18 водиш емисија на локални телевизии. У меѓувреме пробуваш да бидеш модна креаторка и ги пумпаш цицките, устата и гъзот, се селфисуеш по јавни тоалети и плажи на први крак и све тоа уредно го постираш сегде, се мужиш најкасно до 20, се разведуеш и си фаќаш некој келјав и напред, дебел кој што е пунко брод. А тоа е дефиниција. Тоа е дефиниција естрадна уметничка. Денеска малце поинаку инфлуенцерка треба да има. Да. Ова е на некој начин и zeitgeist. Например, иако се овие многу стари изрази кои се користат многу одамна и ги памтам уште како дете у Маđар мало, но нивните дефиниции се апгрейдуваат. Да. Како оваа, например, Инстаграм и така натаму, порано немаше, ама сега малце дефиницијата со музика, што и како први, втори крак и така натаму. Да, знаеш зашо? Порано беше, не знам, Макарска, Будва... Јасно, Види, овде ќе ти дам едно објаснување научно, ајде условно кажано, а тоа е дека скопскиот хумор, да кажам тука од Загреб надоле до Скопје, значи Босна, Србија и Македонија, според мене ова е изворот на целиот најинтелигентен, мислам како да кажам, хумор на светот. Значи, ги ставаме енглезија на страна, нели, и други. Меѓутоа, овде одлика на овој народ, на овој регион дека е хуморот им се знаеш како има многу стилски фигури, а тоа се, ќе ти кажам, научно да кажам, значи алегорија, метафора, хипербола и уствари преносното значење е тоа што го прави, да кажеме, овој хумор така добар. Мислам, тоа е тоа. И реално ти иди било кој од овие штосои, ајде да кажем тие што се универзални, да го кажеш на некој американец или канаѓанец, ќе те гледа како телетабис, ништо не може да разбере, мислам, одмah ти кажам. Они се смеат на фори прво за второ, ние што ги користиме овде. Ај кажи 3, е такви, мислам. Ние сме друг левел, мислам, ние сме Enterprise. Кажи 8. Да. Е буквално, ние сме Enterprise Edition за сите други однос на хумор. Ја мислам дека скопскиот хумор е базиран на два хумора, ја можам да издвојам како многу оригинални. Прво е битолскиот Широк Сокак. Тоа е. Значи, тоа е, ја би сакал една ваква книга, широкосокачка, со изразите, нели, аоло, маоло, таоло, вака како ги добиваат, и тоа е фантастично. Неколку зборници кратки како ова излего. И секако скопскиот, кој е базиран на една многу урбана работа, што други градови ги немаат, а тоа е моменталната инспирација на спуштање. И оној што најмногу знаеше да спушти, значи мангуп не беше тој што вози мотор, што има пари, величарот. Тој што знае да спушти на другиот и да ги изнасмее сите. Тоа беа ја барем така ги памтам. Значи, седевме од страна само да ги слушаме и кога го зајадеш. И обично такви знаеа дури и да завршат во драмски, например. Не баш онака, ама да влезат малце у шема и после го губеа веќе тоа, бидејќи И не е лесно да се насмее човек, да успееш да насмееш некого, знаеш. А пред камера е можеби 100 пати полесно. Зашто нешто имаш ти гек, имаш ќе почнеш да дъткаш, ќе почнеш ово она, знаеш, побудува смеа тоа, да кажеме. Меѓутоа, отпишано нешто, некоја се подмоча од смеење, тоа е стварно голем успех. Што те смее тебе отпишано? Не мора да е домашно. Па види се, има стварно имаме добра твитер заедница. Ја секоја сабајле идам на Грит и нели најболите твитои ги читам. Твитер заедницата ни е одлична, со исклучоци некои. Исто пратам доста српска твитер заедница и реално хуморот таму гравитира. Има и на Facebook, има и лево и десно.
Меѓутоа, знаеш како, основата на целиот хумор овде, да ја локализираме, се неколку ликови, као што се за мене, нели, тотемот Душко Радовиќ, што ми е муза, да кажеме, еден најголема, од Минимакс и од други. И сега овдека ние не ги негуеме тие ликови што беа А и забавни. не пишуваат баш. Не пишуваат. Не пишуваат, тачно. И дури колумни, ја сакам стварно високо интелектуални, али со доза може да има маце сарказам, муштато. По мене цинизам. Трендо е број 1 за Трен- хумор, ама не пишува Трендо. Ама не пише, јас сега го читам Трендо Лен по втор пат. Игор Џамбазов сериозно добри книги пише, ама не е тоа така што Види. допира како Трендо кој знае у 5 реченици да те Да. изврти. Така. Ама нема тој порив да седне да напише. Кога ја спомна Твитер за едницата, се враќаме и на книгата. Прочитав, имаше таму еден коментар, наслов од еден попопуларните револуционери команданти. Џабе живиш у Скопје, не било скопски израз. Не знам, вака пишуеше. Не знам кој каде и кога живеел у Скопје, ама џабе живиш у Скопје не е скопски израз и така натаму и така натаму. Па некој му се приклучија, да, така е. Не е така. И Што за Го насловот прочитав. џабе живиш у Скопје? види, ќе објаснам и насловот, прво да објаснам за постот, го видов ја. Прво ми падна така една грудка ми легна овдека. Ама бе? Да, бе, да. И читам и знаеш како, види, да бев вулгарен, да бев прав скопјанец, онаков ортодоксен и вулгарен, знаеш што ќе кажам? Че ја едно време добив, нели, порив да им одговорам дека не личи тоа на мене, значи да бев друг човек ќе одговорев дека брат, ја и сите мои предци кои сме биле скопјани, родителите нивни ги пунеле белите гаќи со песок у Ачикот и у Мардаја, например, или а после знаеш како си викам, а види ја Јанко предговоров јемо пишано такви ликови и тие уствари, нели, на кој што е посветена оваа книга е на градот Скопје, на кој му е додено преку таквото од сите и сега ги имам наредено, нели, сите диагнози. Која страна е ова? Ова е овде прва. Прва страна. Ова е најако, ова е уствари темата на книгата. Ќе го прочиташ Не, или ти да го боле, прочиташ? ти боле дикција имаш. Посветено на еден прекрасен град на кој му е дојдено преку таквото од сите. Едиповци што на 40 години спијат у детска, курајбери што сакаат леп без мотика, коковчиња со мобилни од 2000 марки, градоначалничиња со муденца, копилјана кои не поштујат постари, шабани што покушаваат да се покондурат, џанаци што шмркаат глед маса уместо шприцер, арпаџици што не го реновираат театар комедија, ропаци што се паркираат на место за инвалиди и други пореметени состојби на умот. Се кажам. Сега овие што ме прозваа се овие шабани што покушаваат да се покондурат. Мислам така. Мислам, тоа не сум ја, тоа друг човек. Додека збореше таман на Твитер го ставив стримов, па. Добро, ако. Ама да, а насловот е да заборавиме се, но насловот е реално Џабе живиш у Скопје. Зошто џабе? Зошто џабе живиш у Скопје? Па џабе живиш у И колку е џабе живиш у Скопје скопски израз и дали е тоа фул стар? 100% е скопски. А иначе скопскиот јазик потекнува баш на релацијата помеѓу Дебар мало и Маџар мало. Тоа е уствари срцето на скопскиот дијалект, така ќе кажам. А иначе џабе живиш у Скопје доаѓа од таму дека ако ти двата основни критериума за да бидеш скопјанец е да збориш скопски и да имаш барем скопски сенс за разбирање хумор, не мора ти, за да имаш сенс, чувство за осет, така, ти џабе живиш у Скопје. Мислам, буквално џабе. Си дошол овде 30 години, пак ми верглач ми завлекуваш на битолски и на ова. Си дошол овде, треба да видиш тоа. Не можам сега ја да идам да живеам у Маđarска и да зборам скопски, така? Не можам. Тоа е што дека бујром. Ние примаме, сите ги примаме од цела внатрешност. Чекај малце сега. Не, ова е Ќе радикално, отидеш- ама тоа е. Да, во ред, ама еве, зошто да не, да помуабетиме. Да. Индиец таксиста у Њујорк. Да.
good evening, sir. You can sit Ама in затоа my ќе, car." ама затоа ќе биде цел живот таксиста. Па така е, што? Мислам, Ти сакаш по онаа поговорка на кога си во Рим, така однесува е. се како Зашо ми римляни. дошле овдека? Така? Зашо у Лјубљана не може да отидат луѓе да живеат? Не може, бе, брат. Знаеш дека лична карта не можеш да добиеш у Лјубљана. Така треба и овде. Да, они имаат лимитирано колку Не, ќе биде. тоа е, брат. не може, Скопје го ама- направи отворен град, Па ама тоа е. тоа е злоупотребено. Погубно. Да, нема веќе. Ајде. Али тоа е, генерално е тоа пораката на насловот, кај што ја реално ги спајам тие два момента, значи јазикот и хуморот. Тоа е. Хуморот може би е 70% од книгава, 20% е негде максимум јазикот, меѓутоа е пак посветена книгата на Скопје. Што мислиш, дали овој скопски кога се формира овој скопски дијалект? Пази, збориме овој урбан, мангупски, младалачки, секогаш прогресивен, затоа што сленгот кога се појавува, еве ги слушам на пример, ја слушам сега помладава генерација, jer не можам да бидам далеко. Они на пример си воведува своји зборови. Ако е. Значи, тоа е да ти се крене коса на глава. Да, ама види, Ама, тоа е нивни збор. Например, они за никогаш нема да ти кажат секогаш, ќе ти речат секад. секат, да, бе, никад и секат. Никад и секад. Моје време го немаше тоа. Го немаше. Ново е. Али, значи, времето си изродило. Зошто да им го... Значи, додека тоа не го прави у јавен говор, на писмена, ја немам проблем ако се развива свој растафаријански language. И тоа треба да го почитуваме. Затоа што сум им рекол, литературен јазик е врвот, столбот на македонскиот јазик. Али тоа се исто. Струмичкиот, битолскиот, охридскиот, кумановскиот, тетовскиот, тоа се шармантни, прекрасни да ги слушаш. И тоа е богатството на јазикот. Знаеш кој е најбогат јазик на светот? Англискиот. Знаеш ли што прават? Знам, 200 200 збора збора нови годишно. влегуваат. Ама така Кај е. нас, нема влезено збор 30 години. Ма чекај, ја идам Лекторите не дозволуваат. Ама не само тоа, у институтов за литература и прашам добро, зашо селфи не влезе у вели у полковен речник? Зашто се вика само слик? Мислам, зашто? Кажи ми еден Каде е човек. тоа само слика? Па така они се Го кушаваат да направиле. бувала, да, Како како кафуле, Хрвати. што го И викам, добро, дали сте нормални? Како ќе објасниш ти текст пишуваш дека некој направил селфи, каже. Не може. И нема. Тоа е отпор, тоа е Со резистанс. кого има зборено? Сега не Добро. ги именувам, Добро, ама извини. женски особи, се плави. Не имиња, него од Ама која... Институт за литература Аха. Не, тоа е... или Институт за македонски јазик, исто двата се тие носители. Добро. Да се Тоа се два концепта. Види, сега влегуваме во едно многу битно. Ама не Ме е тоа за интересира. нас, да. Дали Ајде. сметаш дека концептот за зачувување на јазик и идентитет е со цементирање на таквото нешто или со отвореност, онака како што англичаните го освоија светот, така е. да бидат приемчиви за нови зборови. Дали е тоа прво селфи, они први го ставија во Оксфорд литературен дикшенари, речникот оксфордски, влезене селфи. Они не пекаат, не се срамат. Они може. го збогатуваат јазикот. И Јанко, ние Дали ние сме во состојба и треба да го правиме тоа? Објасни ми го. Ме види, мора, ние владее мислење у цел свет дека македонскиот јазик е сиромашен. И ние дополнително го утепуеме со ова што не примаме зборови да влезат. Значи, дополнително го и на крај ќе останеме што е есперанто. Ама ви, тоа е висока политика, сепак тоа треба потекне од овие Советот на Метузалеми у Ману. Реално Ние мислам, уште го користиме здолниште за збор кога немало сукња. Догорче. Не Догорче. Да, Пикаве с Догорче. не, има една за пунџа, не знам како се викаше, ама многу смешен збор. Пунџа. Има прекрасни такви зборови кои ги прифаќам со задоволство. Белезгија, наместо на руквица. Да, бе, да. И мене ми се допаѓа. И ја на Да, тоа, бе, да, например, се согласувам, например, за Ама тоа е такво. жива материја, јазикот е жива материја, не можеш ти го заробиш у 40. Зошто да не го користам и другиот?
ама хибридене, измислене, вулгарене, ама јазик е. Ја комуницирам со тоа. Чим ја седам на За маса... ист поим имаат по 50 збора у други јазици. Како? За еден поим, за едно предмет имаат по 50 различни збора. Ние имаме да напуштиме оваа тема, мислам. Не ти се збори? Не е интересна за гледачи. А? Па што е интересно за гледачите? Згодни сме да се разоблечеме, да Не, пишете. ама ова со јазикот е стварно, како ти кажем, ова е сизифовски, танталовска борба, безуспешно на крај све. И како ова тогаш се протнува кај литература МК, кај попули изданијаво, кај Арсламина? Не, види, литература или Арсламина дури ми дадоа и ветар у леđа за книжулево, мене ми беше... Зошто? Зошто сега, нели има проблем и отпор? Зошто ти дадоа ветар у леđа? Па види, они, сега глупо да кажам, ама 2 години сум таму, да не кажам, Најпродаван. најпродаван. Автор, и мислам се знаеш и денеска иначе искочи пред малце дека најпродавана книга е на литература у топ 10. Ама види, Која? ова Џабе живиш. Џабе живееш? Да, Предизвика интерес. Изби на прво место Добро. одма, нели? Ама, знаеш што е, од нив добив еден буст, значи ми дада уредник, Тања, една супер цура, градска, урбана, ништо не ми поправи книгава. Ми го враќа текстов, све исто. Викам, ова е немогуче, знаеш. И дури некои срамотни изрази, нели, да не ги именувам сега, ми рекоа слободно пуцај. Ја имав, нели, К, па точка, па Р, не бе вика пуцај све, вика да биде хардкор, баш као што е. Дури, ти кажам, интересно приступов. Добро, тоа е и новото време. Па нели? тоа е новото Малце време, и- ја малце постаромоден сум и така, ајде, окей. Нешто омекнав, нешто поексплицитно и зашто знаеш овде има неколку тематски целости у книга. Значи има една држава со која што малце се така на тапет ми е, да не ја именувам. Има една добра, да кажем, едно 100 изрази за односи помеѓу муж и жена. И тие ми се... Овде, тука? Да, фейворит ми се тие. Мислам, унутра се раштркани, не се на едно место, ама има некои тематски целости, така да... Ова не го знам. Овде кај имаш некои нови, вика од Нирвана до Силвана, у заграда Арменулич. Или како започнува и како завршува плейлиста на просечна скопска журка. Да, Џабе живише Скопски. Скопски е ултра. Живише Скопски. Џабе си е џабе. Узби Турцизам. цевку и работи. Да. Морално беше, Морално беше пиги. секундарно. Обиди и секундарно, која тоа збора влезе у речник. Не, во право си, знаеш како, се ми е ова јасно, ама ти од оваа позиција која ги поставуваш работите, немам аргумент да ти се спротиставам. И втора работа се замислувам, а зошто ова шлајфува? Затоа што е дел од наша култура и секојдневие и некој го игнорира. Види, знаеш, Што е задната приказна позади ова? позади кој? Па, позади ова треба да даде... Види, ти така го направи Торонто Експрес. И ти имам штркот. Ти имам штркот беше, да речеме, една приказна малце, нели се смееме на една кратка приказна трендо што објави од Босанецот у Канада. А и твоето искуство за живот македонец кој ќе се најде у совршено општество. И како го читаш, луѓе се смеа. Ја морам да признам, и ти го кажам, го повторувам тоа, и јас се расплакав. Затоа што ја не се срамам да си признаам себе си дека имаме прекрасен град, прекрасна држава и дека ја изговнивме, pardon my French, тотално и мене ми е жал што ја тоа што го сакам овде го гледам негде таму. И моите луѓе кои не се способни така да живеат и прават овде, таму кој ќе отидат, тоа го креираат. И мене ми се плаче, бе, Зов. Ја неќам да ја видам Торонто Експрес, ја нема више да стапнам на представата. Превише, не ми се плаче више, имам за што да плачам да му се не види. Тоа е трагикомедија, не е комедија. Ја им се дивам, луѓе ѓонови ли сте, бе, се смеете на ова? Дали знаете што стои позади ова?
Така и за ова те прашувам. Па сега. Овде се смееме за скопскиот говор. Не, ова е Ама овде е Скопје. има збориме- трагедија овдека позади. Која е трагедијата по па, тебе? чекај овде? сега Да за- не изговорам ја. Не, за Торонто Експрес, значи морам да ти кажам, пак 100 евра ќе пројдат на маса ова. Значи ти она што го кажа на промоцијата остана запечатено за таа книга. Дека таа книга има два леера, дека можеш да умреш од смеење, можеш да умреш од плачење. Зависи како сакаш да живееш. И тоа е до ден денеска таа книга ја прати таа твоја изјава. Тоа сакам да кажам. А второ интересно е, тоа нигде го немам ни кажано, е лани, нели, као, мислам, малце нескромно, као секоја година, нели, најчитана книга, Торонто Експрес, вика, во доменот на фикција. И ја, чекај се, ова е најинтересно. Не, уште Ова еднаш е топ истото. 10 книги, најчитана книга, најкупувана, најсве, Торонто Експрес у категорија фикција. И сјавам ја у литература. Ало, дечки, абе вие, викам, и таму собрани, не знам, жени, или таму уреднички, викам, дечки, викам, абе, книгава не е фикција, викам, аутобиографија е. Абе, викам, не се како аутобиографија. А викам, не се заебајте, у книгава све е тачно, ова све ми се имам десено мене или на мои блиски. Викам, ова е аутобиографија, треба ме ставите таму со Стив Джобс, со Мик Джегер, со тие, викам, у таа едиција, што сте ме ставили у фикција, бе, не со ова љубавни романчиња, он е био препланува од сунца, широких рамена, небесно планих очију и уских кукова. Викам, не сум ја тоа, бе, ова е аутобиографија, не им се веруе. Не им се веруе, да ти кажам. Ја одма знаев дека ти ја Нема, тоа е, да. Сега, овдека види, овде имаш дел од дел од изразиве што се сеа смешни, ама више проѓаат у трагични. Знаеш, поготово тие што се однесуваат за нашата татковина. Има тука доста изрази исто. И тоа е тоа, не може да избегаме тоа. Види, у секој случај, види, оваа книга ќе побуди многу емоции, мислам, ја така и пишувам, емоција и хумор. Тие два момента кои пишувам ми се доминантни и тие сакам да ги доловам, да расталасам некои чувства што дремат у латентна состојба кај сите нас, така, од ова секојдневие ова, значи, кој ќе влезеш у овој свет виртуелен, знаеш, да се разбуди нешто у тебе и второ, да се обидам да го насмеам човек. Знаеш како, секој, ако имаш ден без смеа, ти е, знаеш и сам, еден ден мање живиш. Джабе живиш. Живиш, да. И тоа е, и не е лесно да го насмееш човек. Затоа, ајде да кажам, ќе тргнеме сега на музиве. Нели, оваа книга има 10 музи, нели, што мисли инспирација. Значи, 7 се умрени, 3 се живи. Овие 3 што се насловнава се живи. И сега Трендо, Миле Паника и Игор Џамбазов, Џамбазов. да. Секој на свој начин. Значи, ја Трендо е заслужен, нели? Додека збориме, може има едно 5 минути материјал видео да Пушта. тера? Не, ние да збориме, Ако а тоа да се важи. Стави ја книгава, еве, нека се паѓа книгата, пуштај промоцијата. Нека врти, зов зборите. Па не, сакав да кажам за музиве. Нели сите ме прашуваат зашто вашите тројца се ги стал на корица, така? И сега види, они се реално живи дека на ова путоказ горе има дел од овие другите музи што се на оној свет, а што оставиле длабок печат на мене и на ова дело као инспирација. А секој со својата тежина. А за овие тројца, знаеш, сега некој ме зеза од другари, вика, слушај, си ги стал овие тројца, ти дојат поише луѓе на промоција. Ама, иди, секој си има свое место, Трендо ко Трендо, што он беше реално иницијаторот на Тибом Штркот и она што ја почнав да пишувам и ме окуражи и, како ти кажам, ме гурна у тој свет, му го дужам него, преку Офнет он ја промовираше Тибом Штркот. А и беше меѓу првите негови колумни за Фокус беа Тоа вистинска револуција, е да не се револуција. лажем. До ден денеска кој може нека ги препрочита, тие до ден денес се чудо.
ги Значи, тоа е крие, интелектуално. иако му стојат јавно на Не, ја офрет, али може не, да се... да, може и книгава Трендолен што ја издаде Табернакул исто. Џамбазов кој Џамбазов е или на Гоци изразот една поливалентна личност, он што е да пипне знаеш, и он сега си е синусоида, нели, као што е по Норница. Кој што сме сите. Кој што сме сите, меѓутоа он е па заслужен што нашето пријателство почити, не знам сега како да го дефинирам, или од Джандар збирае, кај што работевме заедно, ги мислевме прашањава заедно и реално он е муза. Он е муза. Сега кој што сака не каже за мене е муза, а Бранко е К15 нели Миле е една олицетворение или персонификација или whatever што сакаш кажи на баш на тој хумор. Значи тој за мене овие се тројца за мене национални херои. И пак ја кажам, сите општества во светот негуваат, развиваат, дури кај што нема, создаваат узори, рол модели, примери, све, само ние Врз вакви ликови. врз било какви. Ти Робин Худ ти е исто што и Али Ахмети, така. Значи тој сега како ти кажам, Јаношик ги тепаше сите тамо, ги колеше, национален херој на така на Полска. Ние крале Марко неќеме Па да го не, спомнеме. да, Велики Блек, нели, командант Мак, се тоа е, пази, измислени народни херои, јуначишта и овие, само ние ги утепуеме сите. Ние немаме, не ствараме ние идоли. Кој му е, кажеме, на млади деца, кој им е идол? Некој јутјубер? Мислам, тоа е поразително, ама тоа е, нема назад тоа. Горан Стефановски, зошто е тие? Горан. Ајде идеме еден по еден. Стварно убаво е вака. Па еве ги, низ позади твоја ги има призма. за крај ги има еве ги музиве. Музи, значи, старите Скопјани. Пемба из Ниш. Кој е Пемба из Ниш? Пемба из Ниш е Ликот ликот од- Среќна Нова. Среќна Нова. Да, Горан Стефановски, знаеме, е докажан Не треба, Скопјанец. готово. Не, мислам, глупо е ја да зборам за Не, него, не. тоа е срамота. Ама не, убаво е да се чуе. Во живо си се снима, Да. за веки веков ќе Горан остане е, кажано. Горан е најголем. Најголем, буквално. Значи, буквално, нема, сега излезе ова есеистиката за него, читаш, плачеш, мислам. Тоа не сме биле свесни каков човек сме имале. Барем. Данило Коцевски, хроничар на Старо Скопје, тоа е стварно легенда. Чудо од човек. Мислам, он колку има посветено и напишано и какви Евлија Челебија, какви тие глупости. Данило Коцевски нас не е број еден. И затоа ќе има звезда на... Само да кажам дека неговото интервју, кога ќе го репризирав, Данило, а дадено таму уште 2012 у сите, Данило ќе се јавеше, Јанко, што си направил? Што е? Дека не можам на улица да отидам. Значи, толку е добро, вечно е. Мене само ми е криво што не направив, оти во него имаше 100 часови документарци. Ама немаше сила и не можев да му земам поише и остана ова историско едно што го имам. Скоро го репризирав повторно, нови луѓе го преслушуваат. Луѓе кои поостареле сега имаат уши да го чујат, малце поотворени се. Данило Коцевски е, немаме таков хроничар како Данило Коцевски, Бог да го прости, а не гледам некој нов. Едино ако ти не се нафатиш после сила овие работи, ама која енергија ќе имаш, зависи тоа ти у животот што ќе правиш. Така е, али Данило, мене ми е драго, он напише една приказна, да не кажам, прича за мојата фамилија, интересна. И тогаш и се запознавме и стварно таа е остана. Дури он извади податоци за мојата фамилија што и ја не сум ги знал. Добро, идемо дале. Баграта од кај Чамо, тоа е една збирштина на луѓе секогаш или постари од 70 години кои се кладат уствари кој прв ќе умре. Ама Реални ликови? реални, да. Уште се живи? Има, си идат, они имаат бројчиња кои су во местното веро и си зимаат и чекаат да умре, знаеш. Од прилика така стои таму. Џамбазов, Паника Бранко, Баба Менка, нормално мојот. Кој е Баба Менка? Баба Менка е главниот лик од Тито, мојот предпоследен херој, иначе моја баба реална,
што ми дужи, како да ти кажам, ми дужи да и се захвалувам цел живот. Ја и дужам да, како да ти кажам, Имаш долг спрема неа. ненормален долг, ненормален. Значи све, целата моја Прича? и емотивна страна, и духовита, интелектуална не си го дужам. Стварно? Да. Тоа Значи, е ко мајка те гледала. поише од мајка. Морам да кажам, сестра ми гледа, ама стварно така е. Бушава азбука исто, као нешто што одбележа буквално Душко Радовиќ као човек што можам да го читам по 1000 пати. И сите Душко Радовиќ реално нема конекција со градов, со земја. Нема ништо, меѓутоа. Зошто е важен за тебе? Па пак е, види, тоа е регионално. Неговите сите овие афоризми што ги има напишано се од регионално значење, така да независно Добро утро Београд, нели, негова емисија, независно што е работеше нели у радио Београд, све што напишал важи и за македонците. Не е лошо да се препречитува. Метки Сметоче Преганов, интересна личност. Ништо не знам, ќе мора да го објасниш. Меточе Преганов е, можам да кажам, можеби најголем македонец до сега. И што сум го сретнал, а и што сум чул. Посебен човек од друга планета, кај што после секој разговор со него јас станував подобар човек и затоа сум толку добар денес. Што е он? Кој е он? Како бе? Не. А ти го збориш историчарот? Не, тој му е Чепреганов? Не, тој му е внук, мислам. Извини. Не, тој е Тошо Чепреганов. Добре. Тој е невропсихијатар. Значи, тој е невропсихијатар. Добро. Да, значи он е од негови учебници се учи у Франција, има ордени на честа од француски премиери, од ова, од она. Фала ти што ме просветли. Да, он е човек што се нема раздерано у живот, значи све е спокојно, свири на 100 инструмента, свиреше, сега почина. Една прекрасна, инспиративна личност, значи он кој збори хипнотизира, тоа немаш, мислам, тоа дома и жена ми која го гледаше, тоа, знаеш како, со подотворена уста, значи секој збор алтан и он има поставено дијагнозата на македонскиот народ, значи квалитетно, тоа треба да се прочита, таа колумна. Иначе Мето, знаеш по што е познат? Он е единствен македонец што кога почина беше у Соборниот храм. Значи тоа нема да се деси ни у следни 1000 години, толку голем македонец. И уште нешто, и дента кој почина прв пат во историја на Македонија снема цвеќиња на Цветен пазар. Значи, овие се работи што... Кога почина? Па, мислам дека има 6 месеци. Грубо сега кажувам, ама нека ми простат. Многу те потресе. Многу. Тоа е чудо, еве го гледаш и на насловна и одјавна шпица и сегде. Али тоа е редок човек, тој зрачеше, како да кажам, тој е харизма у ходење, у пократ. Не читам. И види, нас ни требаат такви ликови. Нас ни требаат, ние не ги поштуеме, не ги промовираме, знаеш, не ствараме. И тоа е генерално најголемиот проблем на оваа држава, што ние немаме узори за младиве генерации. Ти на едно 18 годишен некој копил да му режеш кој ти тебе узор, сигурно му е некој син на некој олигарх или некој јутјубер или некој инфлуенсер или некој значи тоа е. И знаеш, ние треба као Кирил Лазаров, као Зоки Кардулан или као има такви ликови, имаме ние на плејада на сигурно 10-15 комада минимум. Скопски ликови. Па не се само скопски, македонски. Зборам сега за на ниво на држава ние имаме проблем. Кај што немаме, едноставно немаме. Знаеш, вчера бев нешто кај Тања Алексич на некој подкаст вамата и она вика, нема бе брат, нема на кој да се... Едноставно тоа е тоа. Значи изумираме, буквално изумираме по сите основи. Хуморот е последно нешто, ја мислам, што остана, каков таков. Ама ајде да не бидеме патетични, да идеме по весели теми, ама тоа е тоа. Сакам да кажам дека овие музи што ги набројав, има и други, нели, Мини Макс и така дале, тие се драйвот за создавањето на ова книжуле. Одбрана и последни дани. Да.
Така баш. Океј, ајде, Дека. ќе пробам седалкава, обично сега, нели, поред, фала ти, многу убаво беше, како се, как не, имаме уште муабет. Имаме уште муабет. Прочитав еден коментар, заскитал некој на мојот, како се вика гостинот, пошто немало овакво Титул. напишано, титул. Ја греота, мисля, горе ништо не им оставив под тастатура за да притисне 3-4 пути, така да пуштите кој е титул. Книгата се вика Џабе живиш у Скопје. Ја има На 7-8 Зоран листи. Спасов Дзов. Може да се најде сегде, да се... Дегутантно е ова, виши да го збориме, мислам, нонсенс. Чиме... Ко на утринска програма на Сител ќе звучи. Поздрав до Блажевски, треба да го викнам него. Да. Тој човек исто за мене многу да. го респектирам. Али те разбирам што сакаш да кажеш. Вака, да се вратиме на една твоја голема книга, која предизвика големо внимание и емисијата што ја посветивме овдека многу гледани и многу реакции. Мислам дека најголемите реакции ги доби после оваква, ама некако ти се опушти, беше многу елоквентен и кажа многу интересни работи. А тоа е Тито, мојот предпоследен херој. Многу интересен, со провокативен наслов. Книгата уште живе. Да, уште се продава. Уште и дури знаеш, интересно се и на промоција ова што беше. Оваа книга, например, доаѓа човек у допир со оваа книга. И сега баш ми го кажа тоа, бев у Рамстор у литература. Мака таа девојчета ме позна, вика, вика, ќе ја купат ова, ќе ја прочитаат, утре се враќаат и купуваат сите книги. Мој. Сам така малце дуго на душа ми дојде, ама пак и Торонто Експрес и Тито пак заживеа, еве. Овој ноември, пошто ја нели секој ноември такав ни е дилот нова книга да вадиме и ете го пак. И уште има реакции, уште ми праќаат слики, уште ми праќаат селфија со книгава. Значи, таа е стварно една убава приказна, убава... Таа приказна е полуфикција, Да. базирана е на реално твое истражување, тогаш анализиравме кај си барал, што си барал, како си барал, и врз основа на тие историски факти и податоци направи една романсирана верзија, многу интересна, оригинална, забавна, се чита, се голта, нема збор. Но ме интересира Не, намерно почитувам. Пак гледам си читаш таму. Не читам ништо. Не читаш таму. Намерно читам за да направам драмска пауза, Да. за да им оставам акцент малку да ги боцне што е работава сега. Зов, што рече преска малце резигнирано, па се повлече кога излезе од тебе. Аме ние одумираме ова. Не, ајде да не збориме. Значи као да пишуваме епитафи. Да. Не, друго за Тито е муабетов. Дали, освен тебе, си видел некој негде да седне, значи збориме за историска личност, која била дел од нашата историја и како рече ти кај мене емисија, не е битно дали е лоша или добра. Факт е. Ние ја избегнуваме. Дали си видел ти тебе емисии у подобрите времења посветена на Тито? Тоа имаше до 80-та многу, до 90-та малце, после 90-та ич. Ама и тие беа онака пишувани од партија. Да. Не како сведоштва, да речеме, хроничар, некој. Така, ама србите, хрватите ги работат такви емисии, само ние, мислам, тоа ги имаме. Добро, кога би сакал да направам емисија за Тито, кој би ми бил соговорник? Ова го поставив прашање и до гледачите пред некој време, а го поставив на неколку мои колеги, новинари, директорот на телевизијата, викам, стварно сакам да завршам у кариерава, да направам една емисија за Тито. Не е важно дали е добра или лоша, оти чат пат некој ќе се јави. Тито не направи држава, Тито не уништи. И стварно ми треба, сакам еден хроничар. Сакам некој Данило Коцевски за Тито да ми збори. За жал не може, ама... Имаш ли некоја идеја за таков? Па немам. Немаш? Искрено немам. Искрено веро сега. Нема. Овие од Институт за национална историја, ма тамо види, ако ти се појави овие... Ама не ги знам.
Па Тој добро, никош не се ни појавиле ама тие ја ги ликови. знам, ама и таму владе еден Кју Клускан, да кажам, кај што исто Тито е забранета тема. Така да, евентуално за Тито, некој од надвор, од тука батари. Мене ме интересираат наши луѓе. Од нашата приказна нема, бе, види, стигне. нема, види. Ние избришавме све, остана уште, нели, за Тито, остана гимназијава Јосип Брз Тито, и таа кај да е ке летна и МЗ-те, што никој не знае дека уствари Тито, значи. Машински завод Тито. Металски завод. Металски завод. Да, и уствари ни навијачите на МЗ-те не знаат дека тоа е Тито, уствари тоа е Тито. Така изгледа останало, иначе да знаат за што станува збор, сигурно ќе го прекрстеа клубот. И толку. Значи, нам ни останува една интересна работа. Не зашто те рчкам за овие работи. Гледам, сакаш да ја завршиш емисијата, ами ја не. Не. На некој начин, ја ми дојде некоја идеја последниве години и почнав некако да собирам, малце тоа го правам под сенка, полујавно, шармот на Скопје. И тоа, да не се фолирам, дека ја можам да пишувам пред 100 години или да пишувам за ова. Но, шармот за Скопје, барем узет гејстот мој, од 1960 до 2020. И сега што се битните фактори? И сега која ти имам тука, ме интересира бидејќи, нели, некој ќе рече ноќниот живот, диското, ванила, сладкарниците, бурек-џелниците, кебапчилниците, каде била најдобрата симит. Сослушај може некој ми, неколку секунди. Местата за корза, местата за водење љубов, концертите, што се пуштало на музика, што се јадело, дали се јадело, беда, сиро, што се пиело. И сега, прво имав една идеја дека шармот на Скопје е уствари, тој е оној дискретен шарм кој историчарите не го пишуваат, а тоа е оној ноќниот живот. Но испаѓа многу повеќе. Многу. Многу повеќе. И еве сега, најново ти што ме инспирираш е со скопските ликови, како Данило Коцевски, како Меточе Преганов, Горан Стефановски, Трендо и така натаму. Ајде, живите да ги тргнам на страна, ама битни ми се. Значи, ја треба да направам што во суштина, значи да направам серија емисии за секој од овие ликови, посебно човече. Но, човече, бе. Сум ти кажуел. 100 пути сум ти кажуел. 100 пути. Ме интересира едно твое видување за мој атар. Чисто ја, може би еден ден ова ќе го ставам у некоја појмање, може би како тебе ќе средам. Што е шармот на Скопје, што е она што ти би го издвоил, појмање? Одма ќе ти кажам, директно. Види, имаше тој обид, знаеш, досие Скопје. Досие Скопје не е обид, досие Скопје е ремек дело. Ремек дело. Меѓутоа, она што ние, ти го напомна овде, едно 70% ти кажа, овие поимите од 80-ти години и 90-ти. Меѓутоа, вистинското Скопје е 50-ти и 60-ти. Она најубаво Скопје. И сега, знаеш, ова е задни момент кај што може живи сведоци да се интервјуират и да дадат една стварно убава приказна, таа се спакуе и да остане балсамирана, да кажеме, за сите генерации. Ајде, опиши ми го твојот живот низ градов. Ајде, као млад. Каде почна, што ти фаќа памет, кај си искачал, каде биле дейтовите, кои ресторани биле. Ма тоа е, види, исто, рулјата кај што идела, тоа е, нели, Ванила, Рекорд, Чаршија, Сердарот, нели, после тоа овие шминкериве кои почнаа ни бони пирамида. Кој корзо беше твој? Ја бев пред Ванила, паркиран таму, укотвен. И после, нели, после дивергира ова неоромантичариве што ги фарбаа шишките жути, трофарталки носеа со учкур и тоа, нели, и се одвоивме тогаш, ние носевме, нели, торбица од газ маска зелена со пасач, нели, идеш со крст, нели, од 700 грама, идеш и тоа, нели, тоа бунтовник. И нема везе, и тука дивергиравме, нели, у 2-3 правци, ама секој, пази, тоа беа, како да ти кажам, као коса филма, такви буквално орди. Орди под 400 души да ту град заедно, како да ти кажам, кај ке те собере. Не е битно, меѓутоа, знаеш како, таму негде
се изгуби и среќата, знаеш, затоа што да не звучам пак Не е патетично. битно, не се оправдува. Избори како ти Па доаѓа. не, види, иста јакна имавме сите. Значи, како ти кажам, мој малосите имавме иста јакна, исти патики, исто све. Сите идевме со 100 денара. Левис Тексас јакната, Не, Шангајката тоа, или... извини, Левис, тоа само буџобани, бе. Ти знам татко ти. Да. Не ми збори. Татко ми Ти директор друг беше фотоцентар, по директор, не ми да, збори, Левис. знам све тоа. И беше untouchable, не се, А ти беше сиромашнија. Па не. Сега сме обратно. Не. Сега ти си untouchable, јас Не, гол. не. Ама сега ти кажам, види, среќата уствари, мислам нешто е, пред 5-6 дена се вратив од Занзибар. И таму ми се деси back to the future. Таму отидов у 75-та година. Едноставно слетуеш у 75-та. Немаат ништо. Тиња. А што е тиња? Немаат стакла на прозорите, немаат ништо немаат. Ја посреќни луѓе у живот не сум видел. Зрачеа среќа, знаеш? Викам, ој немогуче. Абе, буквално ме вратиле. 50 години назад ме вратија. 40-50 години назад ме врати. Времеплов. Јанко, Ма имаат убави резорти, ти не отиде како бе, нема врска, тоа за нив е мисална именица. У ресортите е работа, таму за $80 плата, како ти кажам, ресорт. И не се нешто, бог знае што ресортите, ама не, види, ја идев у школа, осмолетка. У осмолеткава им купивме фудбали, тетратки. Зашто идеше таму? Чекај, ја мислам отиде на одмор. Ама не, ја, види. Дел од турата имаше и таква опција, да идеш. А ова е цела тура. Да, и се отидов ја у школово и собравме пари, купивме фудбали, кожни, све, купи све, значи, и сега, пази, на крај си викаме и со Водичов, брат, многу добра идеја. Да им кажам на гледачеве, задржи ја мислата. Занзибар е остров на Танзанија. Така е. И е туристичка атракција последниве години и има многу ефтини аранжмани. Да, точно, Ај, све е сега точно. Све е отидов, точно. добро. Све е точно. Повели? И сега, знаеш како, на крај и овој Водичов, едно дете скопско со екстремно домашно васпитање, вика, има иницијатива да им се помогне на школиве. Али и тоа идеш у школа, плачевме сите 15 души у група, се здробивме од плачење. Ама Как? бре, Не, тоа не си видел. Тоа кај нас немало ни у 16 век. што збори? И сега иницијатива ќе правиме една училница. Чекај, што е тоа страшното што сте се расплакале, објасни ми. Па иди како изгледа школото, например. Аха. Значи, тоа е на кал седат На доле, кал, нема ѕидови. Така, 4 деца седат у клупа ево кава, вака. И како никакви услови, нула, апсолутно. Чекај, здрави ли се, најадени ли се? Па не се баш најадени. И таму сите се слаби, кучињата се слаби, кравите се слаби, сите се слаби, како да кажам. И не ве гледаат со омраза, со Не, завист? тоа ми е муавето. Не, они се среќни. Они те гледаат и цветаат од среќа. Ти не знаеш вака, 32 зуба им се гледаат. Ја паднав, ја мислев, тоа знаеш како изгледа, кога скриена камера, ете носат демо таму, тие глумат сите статисти децава, али тој не. Знаеш, му даваш бомбончиња, кеса вака, изима едно бомбонче, имам снимено тоа све. Ми кажа, земи уште едно и те гледа у очи 5 секунди, 10, дали смее да земе уште едно. И сега, иницијатива една, ќе им почнеме да им ги реновираме. Од Скопје, пази, од оваа тиња држава, ќе најдеме начин да им реновираме неколку училници вамо тамо и ќе им стават по една плочка мала тамо. Орден заслуги за народ. Иначе се помена одморот убаво? Да, одлично, одлично. Не прекрасна дестинација. Значи, пази, Чекај. На страна се ова, да речам, хуманитарниот аспект. Не бе хуманитарно, од инцидентно настана. Инцидентно. Отиде да се одмориш, Да, ама пешаките служат, јадење, пиење, активен одмор, активен одмор. Така, Значи, хигиена на ниво и така хигиена, натаму. да, љубазност, све на ниво, све, како ти кажам. Ги ловат јастозите, ти ги носат тука, ги прават у канта од сирење, значи како ти кажам, тоа све така е баш кул. И они се сите среќни. Аме посреќен народ не сум видел во живот. Сакаш да кажеш дека ние што кукаме за најголема беда, имаме стократно повеќе од нив, а не сме стока, мизерни. Аме ние сме Неблагодарни. Ротшилд сме ние за нив, не може да ти објаснам. Па неблагодарни, тачно. Тоа. Ама види, нема назад, бе, брат. Тоа нема
Едноставно нема назад. Менталниот склоп е од Да, отиде. Знаеш, до лани преклани си вика можда нешто кива, нешто. Некоја чаре, али сега више ја паднав у депресија по тоа прашање. Немам што треба се деси, ка револуција сега, ама револуција прават млади, таа млади имаат други узори, така да зачаран круг е тука. На поведри теми, ако може. Ама тоа е, Јанко. Знаеш, као ова е што... темата. Темата, Ама види... виде, дали ти реков дека за ова смешно секогаш стои тажна приказна? Да. Така. Дали си свесен дека све тоа излезе од тебе? Дека зад книгава стои книгава, добро, иако е сега напишано ви- порано, тука и Занзибар, а Занзибар е носталгијата, а носталгијата е за детството, а детството е во суштина не само што се соочуваме со старост, туку се соочуваме со општа несреќа и незадоволство. Тоа е. Нема среќни Па ја луѓе. викам, за младиве ми е жал мене, за нас не, ама за Ние младиве. видовме живот каков таков. Да. Знаеме што е забава, смеење со цели ноќи, да не знаеш кај ќе те раздени, а пак да не завршиме у затвор и у криминал. Така е. И се види, чаре има Еве, некој. денеска инфлуенсерка на пред некој ден се сникаше, денеска со мета кучело ја нашле у Јужна Африка. А едно од најпопуларните ликови во Македонија беше. Маја Мија, Бог да ја прости од Охрид. Да. И сега тоа ни се ликовите, вака ќе ни завршуваат. Ова е нашиот Джеймс Дин. Тоа бе види, има некој спас за, знаеш како, за survival, тоа е, знаеш, да си формираш еден микрокосмос кај што нема да имаш влијание од другиве, нели, теми, средини и така натаму. И јас сум еден таков микрокосмос, некои 20-30 души тоа изолирани. Тоа не е секта, ама така се дружиме и си имаме нели, група на Viber, вамо тамо и како ти кажам, случајно сретнати луѓе, што не сме се знаеле никад до 55 години со дел од нив, едноставно таму се осеќаш безбеден у таа група, ни се вика старија млади. Као ја и ти на стари години што се сретнавме. Така. На стари Безбеден години сум, знаеш се како? сретнавме јас и ти. Така Не е, се знаевме така кога е. беше у хитот и ја тогаш на Да, бе, стотројка да, со да, фудбалите, ти со Джандар збира, со огласник така е, бе. ово, она и некако паралелно живеевме. Ти мислевме, знаеш зошто? А знаеш зошто не се сретнуевме? Затоа што мислевме просторов е голем, чекај треба да се шириме, експанзија. Ние уствари сме гинеле, човече не сме знаеле дека црна дупка не голта Сме полека. расипале, што би рекле, енергија. Сме се расфрлале од енергија. Ја моето проштално писмо ќе барам извинување до моите деца и до сите млади за целово општо усерување на нашево општество, у секој сегмент. Сега некој ќе рече, Јанко, не си ти крив за ова. Не, крив сум. Секој имал начин некако да се спротистави, ќе рече, ово, не треба само револуција, искачај, што викаат ова, искачај на улица. Не бе, брате, искачај на улица е последното. Да. Не треба да дојдеш до искачање на за улица за да спасиш еден значај спомен. Еве да ти кажам еден битен момент, го помнувам вака, ќе фатам, ќе начекам некого да му се насипам, извини, да го злоупотребам. Еден од спомениците на Скопје, за урбано Скопје, беше кај Кенан еден столб кружен, Го на знам. кој Се лепеа плакати. се лепеа плакати од Знам, бе, филмови. како не. Тој столб, да ти кажам, дека е поголем епицентар за дејт, ќе се најдеме, значи, љубови, дечко, девојка, ово, она, него рекорд. Знам бе. Пази, сите кои ќе речеме е рекорд, ја ви викам, ова уште повеќе. Го зема, го тргна, не знам кај го ставија. Еве, Кена најбр му дадоа негде кај кај го железничка ставија, кај стајница, железничка. окей, оваму таму. Онде не се трга Кена, не можеш да го тргнеш, греот тај. Пошто е Кенан споменик. Опе, Споменик. Знам, Не му треба на Скопје кондураџија у центар на град. Али е толку битно, иди ти на Карнаби стрит, дали некој ќе ти исели некој Да, така. бе, Освен ако Кенан не си рече, па, нели, во ред. Види, у контекст на ова ќе ти кажам една анегдота што мои Дали ми го пријатели... разбираш Не, ти го вајбов? разбирам. Еве, сега ќе ти го кажам вајбот од моја гледна тачка, а тоа е на мои пријатели, керка имаат, они се ненормално успешни у една индустрија, да кажеме.
И сега дојде време, керкава заврши факултети, вамо тамо све и да го предават бизнисот. Ајде сега ти злато, ќе не наследиш нас, дедото беше најуспешен, ние сме најуспешни, сега ти дојде, она ајде да се уклучиш у фирма, бла 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 бла. И она ги седнуе мајка и татко и вика: "Шо барате бе вие од мене? Вие зебавте цела држава, од мене сега ќе чекате", вика, ја да ја поправам, вика. Све сјебавте оваа држава, вашиве генерации. И двајца ќутат ко мисири. Нема што да одговорат. И све е кажано. Тоа е. Тужна прича о Керуши. Имаше само една лоша работа, ако да ти кажам, каде менталниот склоп го не разгали Тито. Кој не воведе самоуправување и кога наместо со желба, тоа беше многу добра идеја, да не натера да све што имаме го сватиме како свој. И да имаме една колективна одговорност. Тоа е утопија. Ние го сватив, да, тотална утопија која пропадна. Затоа и пропадна Југославија. Ние го свативме како колективна неодговорност. Така е. Истото и ден денес. Кој е виновен за ситуација во Македонија? Прашај, еве да ги отворам телефон. Политичарите. Не бе, Џони, политичарите се излезени од мене, Народот, од така е, тебе, бе, од така. народ, не се од Марс дојдени. И они истите тоа го прават. Дури не и од позиција на политичар. И ти го прави, ама он е корумпиран. Ние сме корумпирани. Така е. И ние 100 грама кафе, ајде бе, ама од душа е за срце ово оно. Абе иди пробај ти у Ирска. Да, да. Фала ти докторе. Па и у Торонто Експрес го има тоа, кој ти Го шол има. со мерси бомбонjera. Мерси бомбонjera и после доаѓа полиција ти испитуваш. Да, да, така. Ова тоа е, види. Кажи ми, дали е вистина у Торонто Експрес, ти завршувам, готово. Не бе, не, не. Лапна. Не бе, не. Дали е нема вистина у Торонто Експрес? Дали е вистина дека босанец од комшијата со ламборџинито што не можеле да го натерат Да, да на вози, значи неколку пати го казнуваат за пребрзо возење, а таму е строго ограничено и на крај го пакуваат у коцка. У преса, да. Крак, метар на метар на метар. Тоа е. Најозбилно. Ова е за филм страшно. Торонто Експрес. Кажи ми, што ќе биде со Торонто Експрес представата? А види, Торонто Експрес, сега имаме некои спорадични обиди да ја поставиме и во други држави, кај што е апсолутно идентична приказнава. Everybody loves Raymond, значи систем. Па Да. да, Знаеш серијата? Како Со не ја општи вредности. да, па не, ова е универзална за сите што имаат диаспорци реално, и за Босна, и за Хрватска, и Србија. Дури има сега и Израел, да ти кажам, некој што почнав да правам мовет, зашто они се истата прича буквално. И тоа е, меѓутоа, знаеш како, Те грциве ако те намирисаат. па може, Они се може, уште па голема поиш. комјунити, Да, па они се голема се. грчка свадба, знаеш, тоа исто. Океј. Ама, Значи, што види. ќе правиш со неа? Па види, сега планираме да прошетаме нешто низ светов со представа Америка. Микич. Да, со Микич. Тоа е една работа. Втора има некои преговори Белград, Загреб и Сараево. Значи да ја постава тамо, ќе се адаптира текстот. Сакаш да ми кажеш дека ја виделе, ја чуле Да, и веќе сме заинтересирани збореле. се? Да. Браво. Да. И со сите три града имам веќе отпочнато некои овие комуникации да ја приспособат, нели, нормално. Така, адаптација, да, нормално, да, некој да. драматург да ја земе Да, нивни, некој нивни Душан Радовиш да ја Така е, прочешла така, со така, нивни така, хумор. и со нивни Тој босанецот да го најдеме. Тој ќе биде македонец таму. Нема да биде босанец у Босна. Не, тој босанецот за снегот. Па да. Од трендот, тој да го најде. Па добро, да, тачно. Ама види, представата е стварно чудо. Мислам, ја пак ја кажам, Колку представи имаш? па до сега влезе у категорија многу успешни представи, а тоа е изнад 20. Ја не Браво. сум знал. Ја порано Фул продаден? Све. Нема, еве ден вечерва има представа, нема карта ни за лек. И а Микич е многу интересен, Почна се опушта? Не, он си сега почна импровизации, како Радован Тречи, Тоа што како го зборевме, Зоки, јас да, се- веќе почна како Радмиловиќ. И сега, знаеш, како многу интересно беше. Сега ќе ми биде интересно да го гледам, оти го знам оригиналниот текст и колку беше стриктен. Да, Сега кога ќе сега забега, опуштено сега тоа е се, циркус.
Сега најсмешно е суфлеркава, се ваља доле по теписонот, сме и суфлерката, што е 600 пати има гледано представа, али многу интересно беше. Микич има желба да ја игра сегде оваа представа. Значи, да иде по домови на култура, по осмолетки, по села, сред село, све. И доаѓа, нели, одобрија средства од Министерство за култура и треба да се купи платно, проектор, све за потребите на ова. И со ја, овој продуцентот, тој Викса, му сеам, купете, викам, 4 метра платно. А не може, вика, Микич рече 2,38 треба да иде платното. Која ме, вика, таа димензија 2,38? Вика, он измерил колата, тоа му го собира. У диагонала. У диагонала тоа му го собира у колата. Добро, и таква купивме. Нешто ми падна од џеп, нема Да, веза. да. И тоа е, мислам, сам ти кажам дека он е еуфоричен за представава, се уликов е маестрален, затоа што знаеш како пак и ќе спомнам тоа, он не глуми тука на гек и на финтата од своја публика, него он буквално зрачи со таа емоција. И затоа и толку и смешно и трагично у исто време. Плаче тоа за една или екранизација, или добро да се сними и за некое време да се пушти на Netflix, на HBO, да се... Види, мене ме контактира од Адреналин продукција. Тоа е Беса српска, што е голема продукција. Некои контакти, некој таков иницијален, начелен муабет, као види, многу е добра прича да се направи игран филм за изгубен србин у Торонто у стил на Борат. Кој би го прави? Немам појма, остана така муабет. Тоа само режисерот и сценаристот на Минис Моанџели. Ошто Торонто Експрес, Минис Моанџели. Така ти така се, асоцира? така се понашаат ликовите. Да, Знаеш, ја да. овде нешто ти речкам, Да, сваќам. со 2-3 слоја у секоја сцена да има. Да. Првата ја и ти што правиме муавет и у позадина белите. Да, има штоф, има. Види, дури имам ја и други причи што не се искористени, зашто знаеш како прв пат кога го адаптиравме Торонто Експрес од книга у представа, првото читање беше 3 сата и 20 минути. Првото глумење, што се вика. Ти не можеш да монодрама да направиш 3 сата и 20 минути. Значи има штоф многу. Па кратевме. Се убивме од кратење да дојдеме на сати 15. Значи имаш материјал уште. Има. На сати? Сати 15, сати 20. Сега што исто многу за таков тип, тоа е 50-55 минути треба да е по тие некои пишани, непишани правила, колку треба да трае. Зашто и уопште не е лесно. Зошто не би го стигнал тоа телевизиски у 5-6 епизоди? Кој? Кажи, нека дојде некој. Ја немам проблем, знаеш. Ја режисер ке ти најдам одма. Знам. Ја гледал, ја коментира, ја следи сега. Не е проблем тоа. Океј, Зов, не те цедам више, ти седив и превише. Ќе го завршиме муабетот и ќе иде снимка од промоцијата која се одржа. Ти честитам. Џабе живиш у Скопје, зборник на зборови, фрази, па дури афоризми може да се каже, објаснети на скопскиот новоговор или сленг, нешто што кај нас, како ти рече, просто забрането. Може да се купи во литература МК по цена од 250 денари. По цена од 250 денари. Значи као 1,5 еспресо. И средствата од ова ќе ги искористиш за создавање алеја на скопски фаци. Скопски великани фаци, као сакаш. Фаци. Не, фаци сега, Скопски да. фаци. Ама добро, сега немаше мајка Тереза, кажеме скопска фаца, знаеш. Ама нема ти мајка Тереза, тоа е Министерство за култура ќе го стави. Ние ќе ги ставиме овие урбани ликови што Па не знам. добро, ама мора ги ставиме, знаеш, каде е туриста ќе рече брат, како овдека нема мајка Тереза Ене ти е мајка Тереза. од Каршија. Овдека сме ние пациенти. Да. Не, добра идеја Ќе во биде, секој да. случај. Ти благодарам за гостувањето Фала. и чекам следното. Други ноември. Океј, фала. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Проследете ја промоцијата и тоа е крајот на емисијата. Лека ноќ и пријатно. Добро утро, почитувани Скопјани. Пред нас е нов ден. Слушнете оваа приказна за Скопје, градот на нашиот живот.
Partizanska noć te zvijezdi istuda, a ljubljanska pak na lipa mirisa. Skriša se ljubav, kar poživaje, dodeka badar priказki tkaje, mudrata, kene izdade. Krajina svetog velecara i matka, Đurče koda krije, tajna slatka. Srcata naši su hlatan lanecki vrzuva vodno gore kaj žarnici. Moj grad niko nije stranac. Site nas ne spojuva, ovo je grad na ljubavka. Ne je važno da si stari ili mlad. Se koja naselva i se koja ulica, znaj koliko ja zgosaka mojog grada. Ne me prašuvaj koliko stana sad, koga lisiće zaspiva, aerodrome rad. Od kapišteckom centar život oduva, čašlja od parši stražani čuva, a kisela voda zvezdi sinuva. Koga park od kolta vljubeni u mrakot, za Mađari avtokomanda to je znakot. Cela šutka štom zapevo hor, centar i čaj prava čuden akord. Tebe te čeka taksi na rekord. Site nas ne spojuva, ovo je grad na ljubavka. Ne je važno da li si stari ili mlad. Se koja naselba i se koja ulica, znaj koliko ja zgosaka mojog grad. Site nas ne spojuva, ovo je grad na ljubavka. Ne je važno da li si stari ili mlad. Se koja naselba i se koja ulica, znaj koliko ja zgosaka mojog grad. Site nas ne spojuva, ovo je grad na ljubavka. Ne je važno da li si stari ili mlad. Se koja naselba i se koja ulica, znaj koliko ja zgosaka mojog grad. Ne me prašuvaj koliko stana sad, koga lisiće zaspiva, aerodrome rad. Od kapišteckom centar život oduva, čaršija od karši stražani čuva, a kisela voda zvezdi sinuva. Koga park od kolta vljubeni u mrakot, za Mađari avtokomanda to je znakot. Cela šutka štom zapevo hor, centar i čaj prava čuden akord. Tebe te čeka taksi na rekord. Site nas ne spojuva, ovo je grad na ljubavka. Ne je važno da li si stari ili mlad. Se koja naselba i se koja ulica, znaj koliko ja zgosaka mojog grad.
Со во тоа со Дефинитивно. Ако е нашата методологија точна, тоа ќе може да се купи. Воопшто мене ми изненади оваа ваша изјава дека Ние слушавме коментаторот од светско првенство. Добро. Република Македонија. Се радувам што ми Продолжи сервиси, сепорт и поддршка И хардвер. и хардверски и софтверски апдети, све, па ќе ти дојде да си ја купиш играта пример за PlayStation 4, докато имаш петка си миња дополнителен патч, кај што си ги апдейтува работи да изгледаат малку поарт. Требаше да се преземат додека пред да се дојде до 800-900 на ден. Единиот начин за тоа нешто е ние да го отелотвориме. наоѓање на некое средно решение кое што би можело да ги задоволи и регионалните интереси, но и стратешките интереси на големите сили. И пробуваме сите да ги со тие првите два чекори да ги изгрижиме, да не мора да дојде до интубација. И тоа е целта на интензивната терапија. Ако сакате секогаш да имате работа, одете на IT сектор. Android 10. Како ќе успееме, повторно ќе кажам, ако се обединиме. Поседуваме една од најчистите, најпитките води во светот. И што е најубаво анализира некој што е од страна. Тие што прележале веќе немаат антитела, значи имаат некаков имунитет. Само кај 0,02% се случиле повторни инфекции. Сакам нам песна напишено, јас да те гледам, сакам. Да, сам се души поплескаво. И од мене. Вино да пија и со јанко хлиба да пија. На словенското пеење, поточно на словенскиот јазик и тој тип на сензибилитет, што ти го карактеризираше како ИСО. Ние сме во право единствено кога минеме од една во друга крајност. И сега патуваме кон другата крајност и тука сме управо. И јас да ги научам луѓето и ти да ме научат мене, човек не комуницира само со зборови, тој комуницира и со енергија, а таа енергија не може секој да се почувствува такви големи далечини. Или не смеам? Смеам? Еве, чизкейк. Може за госпожата? Добро. Еве, за Боже ќе земеме ендакси, автоме, терамису, а потоме базе. Базе. Гледање филмови, Blu-ray, Netflix. По една чаша да изпиеме. Зашто мајка му чисти, пере, готват од кога само седи и пие. Зашо мора на мајка му од дневница да барабе?
Што не побара, но татко ме одмени. Така одма ќе се нападам, ќе се... Кога почне да ми плива косо, не ми е у реду рибава. Ја идам во аптека, че она ме гледа, вика, за тебе ли се, вика, да ти кажам како се пијат. Викам, не се за мене, викам, имам риба, викам. Вика, па ако пие рибата и ти треба да пиеш. Тие флажил биле за меѓуножни инфекции, разбираш? Ама викам, девојче, викам, за златна рибка ми се, добре ме на сите им се златни, па ти, па виш. Арно ме подсети муавето. У театар како е? Супер. Сам си го барате, господине. Он ќе ми игра во представата и прв пат ќе се појави во театар. Конечно на представа, тоа требаше да се свртам, а ти ме театар. Да. Пази што ми кажа, как луѓе ја за тебе, права комуњара е. Ѓорги. Да. Ѓорги Далтон да се вика. Да. Сега имам еден апел, значи... Да не имаш браќа? Имам еден брат, абе тие Далтони што веќе трите аверел сум јас, не глупио, само слушај, нема проблем. И емисијата ве поздравува. Татко ми ја слуша емисија на горниот телевизор, само да му кажам да го пушти Боје горе. Да пушти. Пушти горе, молим те. А грејалицата? Парадокс. Се живот една жена, а оваа до него. Тамо да си доеме дома. Погорево ечка мамо планина, Прилепско поле. Така луѓето резонираат. Имаш една Програмата те поздравува тебе. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечер. Нека не ти пријатно.